Почитувани медиуми, криминалот во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство со СДСМ цветел повеќе од 3 години. СДСМ и Трајан Димковски дозволиле лице кое што не е вработено во Министерството да потпишува документи, акти и да одлучува по предмети, како истото да е државен службеник во Министерството, со што се потпишувани документи кои немаат правна сила. Партискиот функционер на СДСМ од Кратово, Љубен Цветанов, во период од 1 до 10 октомври 2019 година, иако бил невработен, потпишувал документи и акти на Министерството, управувал со движни и недвижни ствари на Министерството, иако како да се однесува како да е државен службеник. Цветанов до 1 октомври 2019 година, како вработен преку Агенција за временни вработувања, бил вршител на должност раководител на подрачна единица на Министерството во Кратово, пошто има прекин во работниот однос од 10 дена, период во кој е невработен. На 10 октомври е примен на работа во Министерството на оглас број 119 од 2019 година на работно место наменето за албанец. Пошто од 10 октомври до 31 октомври се води како вработен во Министерството во Скопје, а извршува работни задачи во Кратово, повторно спротивно на закон потпишува и спроведува документи и акти. Големиот криминал што Цветанов и Димковски го прават е во неовластеното раководење со подрачната единица во Кратово. Криминалот и забеганоста на власта ода до таму што самиот Љубе Цветанов во период додека е невработен сам на себе си дава овластување да се пријави во Агенцијата за вработување на Република Македонија. Ова се документите кои што ги поседувам, исто таа злоупотреба ја докажуваат. Ова властување кое што си го дал сам на себе е правно невалидно. Ова властување не може да произведе правно дејство, како што не може да произведат правно дејство сите други документи кои што истиот ги има потпишано. И за ова тој може да биде утужен од сите странки кои што се јавиле во постапка во кој тој како невработен одлучувал. Вакви случаеви на злоупотреба на службена положба и властување има во останатите подрачни единици, во Струмица, Кисела вода, Радовиш, Гевгелија, Штип, Велес и во останатите подрачни единици, каде СДСМ именуваше партиски лица за раководители на подрачни единици и јавноста во наредниот период ќе биде запознаена. Како дополнителен заменик министер во Министерството, ќе дадам предлог за покренување дисциплинска постапка против Љубен Цветанов, но и го повикувам јавното обвинителство да го истражи случајот, за да се утврди одговорноста за непосредниот надредениот во Министерството, кој што го дозволил ова, но и за Трајан Димковски како актуелен министер во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Криминалот повеќе нема да биде толериран и јавноста мора да ја знае вистината. Ви благодарам.